Почитувани гледачи, наши денешни гости во рано наутро се председателот на културно-уметничкото друштво Ристо Донев, учителот господин Благој Донев, заедно со Вероника Николиска, член во културно-уметничкото друштво. Добро дојдовте. Така, значи, денеска ќе разговараме повеќе за она што ќе следува во вашето културно-уметничко друштво, за вашите најзначајни успеси и секако за вечерашниот хуманитарен концерт кој што ќе се одржи во организација на Сдруженијето Цивитас. Но пред да започнеме со тие прашања, најпрвен да ни кажете од кога започна да функционира ова културно-уметничко друштво, кога беа неговите почетоци? Најпрво да ги поздравам гледачите на Канал Плюс и сите што не гледаат. Значи, друштвото постои од 90-те години на минатиот век. Основач е мојот татко. Веројатно гледачите, постарите гледачи го знаат. Тој е Ристо Донев, учителот, познатиот учител кој работеше долги години со лица со посебни потреби и во последниот период од животот кај градскиот сад и го одржуваше градскиот сад. Значи, тој како учител, прва генерација од учителите после војната, започнал да ги собира народните ракотворби, да ги изучува традициите и обичаите на македонскиот народ, за да може понатаму да ги пренесе на нас, идните генерации. И по пензионирањето од просветата го основа друштвото Исарски бисери. Така. Тоа друштво работеше се успешно до 2010-та, се до неговата смрт, значи до последните моменти од животот тој одеше и работеше со децата. И по неговата смрт, на барање на членовите на друштвото, го преименувавме друштвото во негова чест во Кут Ристо Донев, учител. Дали вие, еве, како негов син, во тоа време сте биле вклучени во друштвото како играорец? Па не, јас не сум членувал никој пат, меѓутоа ги знам сите ора. Во времето кога тој работеше со децата, јас сум инаку извршен директор во АД Баргала и како компанија го помагавме секој пат кога требаше со превоз или со други работи. Така да цело време бев вклучен активно во работата на друштвото, затоа што и дел од пробите или да кажам носиите се чуваа кај нас дома во дворот, се вршеа проби, така да нон-стоп бев вклучен во работата на друштвото. Колку членови број друштвото? Дали имате и членови, освен да речеме во Штипскиот регион, дали има надвор од Штип? Па вака, сега во моментот имаме некаде активни околу 120 играорци, подделени во 4 возрастни групи. Возраста е од најмалиот член 4 години до најстарите се некаде 18 години. Сега во последно време имаме се приклучија и некои стари играорци, уште од Кут Ванчо Прке, луѓе на возраст од 50-60 години. Веќе имаме една група околу 15-20 членови кои почнаа да се собираат и гледам веќе активно учествуваат во работата на друштвото. Навистина одлична бројка, 120 во наредниот период да се множат. Кој работи со децата? Како функционира друштвото? Па вака, друштвото е, значи, здружение на граѓани. Основачи сме јас и мојот брат и нашите деца. Со друштвото, со децата работи етнокореолог од Кавадарци, значи Методи Глигоров, кој долги години уште од 2010-та како студент на етнокореологија, дојде во друштвото, побара да работи со децата, му овозможивме и еве веќе 5 години е овде со нас и мислам дека и по дипломирањето ќе остане во Штип, бидејќи и децата се навикнаа на него, а и мислам дека е одличен педагог. Така. Вероника ќе ни каже кои сплетови ги изучувате во друштвото. Па, изучуваме сплетови од различни делови Македонија, го изучуваме сплетот Малешевка, кој што е од Малешевскиот крај, Копачка, кој што од неодамна е во заштита под УНЕСКО, го изучуваме Повардарие, Калајџиско, има многу други. Кој е најтешко? Па, нема најтешки ако навежбаме, не се најтешки. Освен сплетовите, дали ги учите и традиционалните македонски ора?
Да, ги изучуваме, но поредко. Така. Колку денес младите знаат да играат и ги почитуваат македонските ора? Еве до вас, председателе. Па колку? Според вас, ваше мислење. Јас мислам дека се поголем број се интересираат, нормално сега млади деца се тие имаат различни афинитети, меѓутоа мислам дека со правилна работа и со правилно усмерување на членовите, мислам дека се поголем број во иднина ќе можеме да привлечеме млади деца кои ќе го изучуваат македонскиот фолклор и македонската традиција. Така, дали има заинтересираност кај младите? Па гледајќи вака, мислам дека има, затоа што ако земеме дека ние сме едно од двете друштва во Штип, значи постои и другото културно-метничко кое е постаро Тоска, сигурно и таму има над 100 членови. Мислам, ако земете како ајде да не го кажам професија или спорт, ако земеме вкупна бројка некаде околу 250-300 члена, не верувам дека некој друг спорт или некоја друга занимација привлекува толков голем број на деца. Така. Вероника, колку време членуваш во ова друштво? Некаде околу 7-8 години. Моментално студираш, учиш? Учам во средното музичко овде во Штип, на одсекот за народни инструменти и изворно пеење. Така, значи нешто ќе се склопи со ова што си член на друштвото, дали не би сакала да продолжиш нешто понатака да речеме со оваа професија? Да, на факултетот за етнокорологија овде во Штип и се надевам ќе успее. Зошто се определи да бидеш член во ова друштво? Што те натера? Пред се интересот и големата желба за играње, за тоа што сакам понатаму да бидам, се надевам некој кореограф или нешто слично. Традицијата која што ја имаме ние македонците, пред се изучувањето на традицијата и сето тоа што е поврзано. Интересно ли е, има ли дружење помеѓу вас членовите? Да, има. Колку време одвојуваш од денот, да речем, или во неделата, како ви одат пробите? Колку време одите на проби? Кога пред настап, да речем? Вака, ние сме поделени на повеќе групи. Тоа се трета постава, втора и прва. Првата постава сме ние малку поголемите. И се дружиме доста доволно, бидејќи се знаеме и од претходно со некои деца таму. Имаме од други градови, на пред турнеи, после турнеи, секогаш сме заедно. Така, еве господин Обдонев ќе ни ги каже најзначајните успеси кои досега го постигнало ова друштво, каде се имате одено и кои се најголемите признанија кои ги имате достигнато? Вака, за како друштво во овој тип, во овој обем од 2010-та, релативно сме младо друштво, меѓутоа до сега верувам дека имаме постигнато, барем по мои критериуми, добри резултати и добар напредок во работата со децата. Например, минатиот месец бевме на некоја размена со културно-уметничко друштво од Живинице во Тузла, например, и не знаејќи ние, пред преполна сала игравме таму, беше меѓународен тој фестивал фолклорен. После нашиот настап, каде што доживеавме овации стоечки, ни приде некој член од некоја италијанска делегација кои биле случајно во Сараево, па виделе дека има концерт и дошли да не гледаат и не покани да учествуваме на мощен силен меѓународен фолклорен фестивал во Тревизо, Италија, во јуни идната година, што ние со задоволство прифативме. Сега е стварна техника, ќе видиме како тоа ќе го изведеме, бидејќи е јунија, нашите членови се ученици, па тоа се поклопува малку со крајот на школска година со екстерни тестирања. Инаку други резултати, например, минатата година освоивме прво место во оригинална народна носија од Овчеполието. Второ место зедовме на меѓународниот фолклорен фестивал во Ињево Радовиш. А за настапи надвор од Македонија, бидејќи членовите ни се некои, да не речам, средни години мали, дека што треба и согласност од родителите, поредко гледаме да се
концентрираме тука во Србија, Бугарија, Грција, значи за некои Претежно подалечни... на Балканот. Да, на Балканот, затоа што сепак одговорност е, тие се мали деца. Еве сега оваа првата постава веќе стасува, мислам дека наредната година ќе имаме доста турнеи. Така. Како може да се постигне добар резултат? Дали со напорна проба, еве да ни објасните. Сепак, нели, орото е тоа, секој може да го одигра. Па пред се, значи, треба да се има волја да се работи со тие деца. Второ, да имате услови. Ние, благодарејќи на Домот на културата Ацо Шопов, имаме добри услови за работа, значи имаме канцеларија, каде што ги чуваме носиите, народни носии. Патем да кажам дека имаме некаде околу сигурно 250-300 комплети за играорците, од кои најмалку 30 или 40 носи комплети се постари од 100 години. Тоа е она што го собирал мојот татко кога бил учител по селата во Источна Македонија. И за успех пред се исто е многу битно, значи, да имате квалитетен кореограф. Ние имавме среќа што Методи Глигоров студираше во Штип на етнокореологија и на некој начин и тој се дополнуваше со нас, се практицираше од она што го работи на факултетот, го практицираше кај нас во друштвото, а покрај тоа и нашите деца се научија. Јас мислам дека во моментот сме едно од подобро, да не речеме, опремените друштва и сигурно меѓу првите 5 по квалитет. Тоа е работа, значи дисциплина, макотрпна работа, со години, 5 години се работи, еве веќе првите резултати стасуваат како овој што ви кажав. Големата љубов, да, големата љубов. Дефинитивно. И искрено да ви кажам, јас сакам да работам со деца, тоа е веројатно некој ген од татко ми и секој пат тој велеше мора децата да знаат како се живеело подапред, мора да ја знаат својата историја за да може да одат напред. Иначе ако немаш историја, кој ќе те признава дека си како народ? Да. Имате учествувано на голем број хуманитарни концерти. Какво значење има ова за вашето друштво? Па вака, ние веќе на некој начин ни станува традиција да учествуваме на хуманитарни концерти. Ние почнавме уште пред 2 години, не, мислам лани или полани кога беше големите поплави во Србија, на наша иницијатива одржавме хуманитарен концерт во Врање за помош на настраданите. Таму беа собрани околу 5000 евра. Потоа учествувавме минатата година исто на хуманитарен концерт во Демиркапија за помош на дете за лечење, пари му требаа. Исто минатата година организиравме самостоен концерт за помош на Иван Стојанов, познатиот од Штип, кој благодарејќи на тие наши средства и активноста на Сдруженијето Цивитас успеа да отиде до Кина и како слушам сега веќе покажува добри резултати после враќањето. Еве ова ни е следно, така да ние планираме барем 1 до 2 концерти хуманитарни во текот на годината без разлика на поводот. Значи сакаме да помагаме, сакаме да ги учиме децата дека некому е потребна помош и дека треба секој пат да излезат во преспред. Така. Еве споменавте дека во организација на друштвото Цивитас и вие вечерва организирате хуманитарен концерт. Еве Вероника ќе ни каже со кои сплетови ќе се представите вечерва и каде ќе се одржи концертот. Па така, третата и втората постава од нашето друштво ќе го играа сплетот Водарки и Повардари. Да. И Повардари. Така, колку време е потребно да се спрема овој сплет или овој настап според тебе? Па за сплет се потребни неколку месеци, добра работа и кондициона и секаква. А за настап некаде околу до 2-3 недели максимум можеме да се спремаме за настап. Така. Кој ти е омилен сплет на тебе? Па мене Малешевка. Малешевката. Велат дека оние кои што се заминати надвор од Македонија повеќе почитуваат традицијата македонските ора, песни и сплетови, да речеме. С ваше мислење, што ќе кажете за ова? Па знаете како, веројатно проработува носталгијата, затоа што западниот свет не е со таква топлина и таков стил на живот како што го имаме ние овде.
А и секој пат сите што се на страна, знаете како велат, каменот си тежи на своето. Кога чувате, и јас самиот, кој сум некој пат, да речеме, не многу по 10 дена или надвор, кога ќе чуеш нешто од својата земја, нешто изворно, срцето ти е полно, така да ги разбирам тие луѓе и мислам дека е добро да има, да речеме, еве, во склоп на овој наш разговор, може би и ние во иднина ќе настапуваме некаде дека што ќе ги, да не кажам, развеселуваме нашите иселеници. Секоја година организиравте и завршен новогодишен концерт. Дали ќе имаме и оваа година? Па вака, од технички причини, значи, последните 2 години не организираме новогодишен концерт, затоа што условите во Домот на културата не овозможуваат. Ладно е, сите знаеме дека за да се загрее таа сала се потребни многу средства. И до пред 2 години учествуваме заедно во покривање на трошоците со музичкото училиште. Сега гледам тие ќе организираат на 29-ти новогодишен концерт. Меѓутоа, тоа е сепак државна институција, тие се во состојба тоа да го покријат на некој начин. Ние се префрливме место новогодишниот концерт, сега традиционално веќе втора година ќе биде за 22 март, за денот на 40, значи организираме меѓународен фолклорен фестивал. И мислам дека така е подобро. Оваа година исто планираме да викнеме гости од Босна и Херцеговина, од Србија, од Бугарија, ако сме во можност. После тоа имаме завршен концерт на крајот на школската година, значи после тамо 20 јуни, кога веќе завршуваат со активностите децата. И мислам дека тоа е некако и по-добро и за децата и за родителите, затоа што така се и релаксирани завршеток на школска година, 1-2 месеца пауза. А сега, искрено да ви кажам, би било измачување во ладни услови да ги тераме, а ние имаме деца од 4-5 години. Знаете, се тоа треба да се организира. Што е она што ве очекува во иднина? Зашто се подготвувате? Вероника? Па, надеваме се дека на многу концерти, надпревари со добри успеси и не знам, ќе видим. Веќе имаме некои најави да ја надополнам Вероника. Значи за овој концертот, за овој настап во Тревизо, тоа е една недела треба да биде. Завршниот концерт наш во јуни исто што ќе биде. Имаме некои покани за некои фестивали музика и море во Грција. Мислам дека може и тамо и втората постава да оди. Сигурно ќе одиме во Србија барем 2-3 пати, затоа што имаме добра соработка со Културно-уметничко друштво од Бор. Имаме добра соработка со Севдах од Врање и со Живиница од Живиница, така да наредната година ќе патуваме доста, се зависи од како ќе се организираме и од помошта, и од условите, да. За крај да ни кажете дали има место за нови членови, за нови дечиња да се вклучат во вашето културно-уметничко друштво? Па планираме после нова година, бидејќи јануар ќе биде месец на одмор ради распустот, поради распустот на децата, планираме од февруар да вршиме упис на нови членови, значи на млади деца, почетна некоја категорија која се почетна група. Тоа ќе биде објавено по медиумите. Условите се добри, во Домот на културата сме. Меѓутоа, кој сака, ја гледам сега, доаѓаат и млади и стари, питуваат кога можеме да дојдеме. Во секој момент, значи ние сме секој ден од понеделник до четврток, од 18 до 22 часот во Домот на културата. Кој сака, нека поведе. Може да поведе. Јас ви благодарам што ова утро одвоивте време да бидете дел од Рано наутро. Ви посакувам многу концерти, настапи, многу признанија, па дај Боже да се видиме за ваш следен успех. Благодарим и на вас. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со нашите денешни гости, а ние овдека ќе направиме една кратка пауза со убава македонска музика.